Каењето. Гледате, што е каење? Каење е ако се навратиме назад, сакаме да се вратиме во времето и сакаме да ги промениме работите кои што веќе се случиле. Најдобро нешто да направиме за работите кои ќе се случат да едноставно го оставиме моментот. Затоа што кога се каеме, ние се врзуваме за тој момент. Се врзуваме за таа болна емоција и тој минат момент го носиме во сегашноста и постојано сме таму. Фактички не сме ние таму, ние го зимаме тој момент, таа слика, таа меморија од загубата, од разочарувањето ја носиме во сегашноста и го живееме животот на некој начин со товарот кој што го држиме од пред 5 години, од пред 10 години, од пред 2 месеци. Едноставно држејќи го тој товар, сме таму во тој момент, не сме ни во сегашноста, а воопшто не сме во иднината. Единствено што можеме да направиме е да опуштиме товарот, да се рестеретиме од тие болни искуства, болни снимки. Јас знам дека тоа не е лесно секогаш да се направи, полесно е се каже отколку се направи, но тоа е тоа што ја го работам со луѓето, како да се ослободиме од тие трауми, како да се ослободиме од тие стресови. Но она што сакам да го посочам дека времето не престанува. Она што престанува и како животот престанува за нас е нашата одлука. Разочарувањето многу често ни предизвикуваат да сме во стоп. Што се случува кога ќе се разочараме? Не сме постигнале целта, не сме го постигнале тоа што е зацртано. Сме сакале да имаме успешен брак, не успеала врската, се распаднал бракот, не знам, на работното место сме добили отказ кај што сме сакале да бидеме. Единствено кое што ни останува е да итаме понатаму во иднината и да се обидеме повторно да го искреираме она кое што сме го зацртали. Можеби не со партнерот кој што сме сакале, можеби има друг партнер некаде таму кој што едноставно чека да биде со вас и да искрира најубавата иднина со вас, а и вие да бидете можеби посрекни со него отколку со некој со кој што сте мислеле дека ќе бидете најсрекни. И сега целата трагедија што мислите дека сте биле најсрекни со тој човек, сега не сте со тој човек. Иднината не е таква како што сте ја замислувале да биде, но можеби иднината има нешто подобро за вас. Можеби во иднината ве чека нешто подобро од тоа кое што сте се надевале дека ќе биде најдобро. Поради тоа иднината е шанса. Гледате, секој еден човек има шанса доколку одлучи дека повторно сака да креира. Најголемиот проблем е дека иднината ја гледаме низ призма на работите кои што ни се случиле во минатото. Гледате, кога зборев за тој момент, на некој начин го зијаме тој момент, го ставаме пред нашите очи и почнуваме да размислуваме за иднината низ призма на болните искуства и моментите кои што ни се случиле во минатото, и не е тоа начинот на кој што ќе стигнеме до иднината, поради тоа што на тој начин цело време иднината ќе не плаши дека истото нешто ќе ни се случи повторно. Единствениот начин да успееме во играта на животот е да бидеме волни и да бидеме спремни или да бидеме свесни дека можеби ќе дојде уште едно разочарување, но што ако? Гледате, ако го имаме тој став, па и што ако се разочарам повторно? Ќе најдам уште една шанса. Гледате, животот ќе ми даде уште една шанса. Гледате, овој универзум секогаш има две нешта. Како што често пати зборам, секогаш имате среќа, секогаш имате тага, секогаш имате црно, секогаш имате бело, секогаш имате добро, секогаш имате лошо. Имате ден, имате ноќ, имате северен, имате јужен пол. Ово е дуален универзум во кој што мора да сте играч кој што е спремен, кога ќе иде да победи, да е спремен или да знае дека може да изгуби, но на некој начин да не дава многу внимание на поразите кои што ни се случиле во животот, поради тоа што токму тие порази ни сметаат и ни се товарат. И не се